Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. 24 мај, ден на сесловенските просветители и учители, светите солунски браќа Кирил и Методи. Се очекува дополнително зголемување на метежот со доаѓањето на печалбарите во летните месеци. Мутираните соеви имаат побрза трансмисија, но не можат дополнително да ја влошат состојбата на пациентите, вели доктор Аврамовски. На 24 мај се празнуваат сесловенските просветители и учители, браќата Кирил и Методи. Тие се основачи на глаголицата и важни фигури во православната црква. 24 мај во земјава е државен празник. На 24 мај го славиме денот на сесловенските просветители и учители, Свети Кирил и Методи. Тие се основачите на првата словенска азбука, глаголицата, основоположници на словенската писменост и литература, а исто така се заслужни и за културниот развој на сите словенски народи. Соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово е посветен на светите браќа, а со служба во црквата утринава беше одбележан овој празник. Денес го празнуваме споменот на светите Кирил и Методи, словенските просветители и учители, на кого е посветен овој свет соборен митрополитски храм на Тетовско-гостиварската епархија. Имено светите Кирил и Методи за сите нас народи од словенско потекло се особено значајни, затоа што благодарение на нив Светото писмо, богослужбените книги и проповедта на Христовото учење ги имаме денес на нашите јазици разбирливи. Затоа ние ги нарекуваме уште и рамноапостолни, еднакви на апостолите, заради тоа што тие апостолската проповед е направија приемчива за сите славенски народи. Знаеме на кратко дека светите браќа Кирил и Методи потекнуваат од околината на Солун, од татко Лаф и мајка Марија. Мајка му била според преданието словенка, татко му грк, добро го познавале и старогрчкиот јазик и јазикот на словените, биле во повеќе мисии кај сарацените и најважна е оваа мисија меѓу славјаните и создавањето на азбука и преводот на богослужбените книги. Денот на сесловенските просветители и учители, Свети Кирил и Методи, е значаен и државен македонски празник, кој за прв пат во Македонија бил одбележан на 11 мај 1863 година во црквата Света Богородица во Скопје. Бројни диви депонии ја уништуваат природата, зеленилото и реката Вардар во долнополошките села. Ги има пред речиси секое населено место. Сторија на Милена Вучевска. Речиси пред секое тетовско село добре дојде ви посакува дива депонија. Купишта смет, најмногу градежен шут може да се забележи пред влезот на секое населено место. Се загадува и реката Вардар, а и бројни ливади се затрупани со отпад. Ова позади мене е само една од бројните диви депонии кои што ја уништуваат природната убавина и зеленило во долнополошкиот крај. Мештаните признаваат дека загадуваат самите несовесни жители, но се додека нема ниту казни, ниту одредена локација каде да се истура сметот, ќе фрла кој каде ќе стигне. Бетонски стубови, што ти не има рушено, све што има станува фрнено. Значи тоа со камиони го носат? Со камиони, со трактори, да, веројатно. Да. А надлежниве нешто превземаат за да ги изчистат депоните? Па не знам, бошто ми има местна заедница, па дали функционира, не знам. Ние самите имамо плац горе на кај железничка, 3 пута го чистиме од џубре, плаќамо по 300 евра да не го очиста. Ја не знам што народ смо. Собери џубрињата од дома и иди фрли ги таму, или иди фрли ги по Вардар. И на толку диви депонии, општина Гуновце со години нема комунално предпријатие. Градоначалникот тврди дека наскоро ќе се формира. Дивите депонии пак колку можат ги чистат. 90% тие диви депонии, значи и граден шут и другиот проблем што е, нашите сограѓани, тоест мештаните на селата и жителите на општина Гуновце.
Јас пред 2 години ги изчистив колку што можев, колку што имаше средства општината. Еве сега можам да кажам дека и без формирање да биде формирано јавното комунално предпријатие, ќе почнам да ги чистам тие депонии. Проблемот со немањето соодветни стандардни депонии, особено за градежен шут, не е само во оваа општина. И Тетово нема локација за ваков отпад, па и овде шутот се истура било каде, најмногу кон планинските места. Ова трае со години, природата се повеќе се уништува, а одговорност не сноси никој. Гужвите во сообраќајот во Тетово станаа секојдневие. Дополнително се очекува зголемување на метежот со доаѓањето на печалбарите во летните месеци. Градоначалничката вели дека проблемот ќе се ублажи со веќе најавениот јавен превоз и со новата велосипедска патека. Гужвите во сообраќајот во Тетово станаа секојдневие. Нервозни возачи, редици автомобили. За да стигнете до посакуваната дестинација во градот, потребно ви е двојно повеќе време од предвиденото. Нема и доволно места за паркирање. Дополнително се очекува зголемување на метежот во летните месеци, кога се очекува и селениците да го посетат градот, со оглед на фактот дека рестриктивните мерки се олабавија. Мислим на овој крај, натамо пред Тетово Јажинце, под 40 минута до дук да излагаш до Дреновец. Да, многу гужва. Не може да се движиме никако. Многу отежнато. Улиците се презафатени. Гужва има, Тетово е затрпано, више нема место ни за пешаци, не за гужва. И паркинзи нема, и нека култура нема. Новата велосипедска патека и јавниот превоз ќе го ублажат проблемот, вели градоначалничката Теута Арифи. Иако автобусите кои пристигнаа пред 4 месеци се уште стојат паркирани во кругот на пожарната. Најпрво тоа што ни е важно е да ни дојдат нашите сограѓани, имајќи го предвид фактот дека ради пандемијата минатата година ги немавме, нашата економија апсолутно многу е поврзана градскиот живот, економијата со нивното доаѓање. Ние секоја година ги отвараме нормално како алтернативни паркинг места и дворовите од школите кои се као бесплатни паркинзи, а исто така значи веќе ја имаме и можноста за повеќе движење и со велосипед и сметам дека летото ќе не најде и со функционален јавен превоз и сето тоа ќе биде едно олеснување. Нема да го смени фактот дека сите ќе дојдат со автомобили, нема да го смени фактот дека градот секако ќе има повеќе граѓани во градот, но сметам дека ќе биде малце полесна од другите години. За немањето доволно паркинг простор, решение требаше да биде изградбата на катни гаражи, но и тоа е одложено. Општината го стопирала процесот на изградба на првата предвидена гаража во центарот на Тетово, бидејќи дел од граѓаните изразиле незадоволство. Во основните училишта во Гостивар течат уписите на првачињата. Најголемиот дел од родителите преферираат документите да ги поднесат лично и детето да го види училиштето во кое ќе тргне во прво оделение од септември. Можноста за онлайн запишување поретко се користи. Во основните училишта во Гостивар во тек се уписите на ученици во прво оделение кои ќе траат до крајот на мај. Годинава Министерството за образование воведе можности за онлайн запишување. Сепак праксата досега покажа дека најголемиот дел од родителите преферираат документите да ги поднесат лично и детето да го види училиштето во кое ќе тргне во прво одделение од септември. Електронското пријавување ретко се користи како опција. Веќе се навикнати тие со физичка присутност, но има и такви што и онлайн се запишуваат, зашто имаме и таква можност заради COVID-19, но претежно одат со физичка присутност, зашто ги земат и децата да ги запознават со училиштето, кај се запишуваат и така. Но и ова е добра можност, кога немат можност да бидат присутни, со онлайн фактички да ги запишат првачињата. Советот на општина Гостивар на последната седница усвои одлука за реонизација при уписите на првачињата, со која се определува во кое училиште детето треба да тргне во прво одделение според местото на живење. Ова се прави со цел да има рамномерна распределба на ученици.
Јас, според моје мислење, дека треба да се почитуваат, зашто гледаме, имаме голем проблем. Ете, например, едно училиште во македонските паралели во Башкими. Претежно децата се запишуваат во Кемал Ататурк и остануваат со мал број на ученици во некои училишта. Во некои е голем бројот на ученици, а во некои училишта има мал број. И нормално таму има големи проблеми, зашто треба со време и да излегуваат и како технолошки вишок заради незапишување на децата според рајонализацијата каде што припаѓаат. За запишување во прво одделение потребно е да се достави потврда за примени задолжителни вакцини, потврда за извршени прегледи за заби и очи, како и извод од матична книга на родени. Во прво одделение во новата учебна година се запишуваат деца родени во 2015-та и деца кои ќе наполна 6 години до 31 јануари 2022 по барање на родителот. Минатата година во Гостивар имаше 660 првачиња. Мутираните соеви на коронавирусот имаат побрза трансмисија, но не можат дополнително да ја влошат состојбата на пациентите. Ова го истакна доктор Владимир Аврамовски во гостување во емисија на телевизија Кисименада. Коронавирусот е склон кон мутации, а веќе се познати неколку нови соеви. Најважниот фактор што го зголемува ризикот од мутации е ширењето на вирусот. Докторот Владимир Аврамовски во гостување во емисијата Актуелни разговори истакна дека новите соеви на коронавирусот не играат голема улога во влошување на клиничката слика кај пациентите, но потенцира дека истите се шират побрзо. И у исходот не играат, веројатно не играат голема улога, иако слушавме многу по медиуми. Мислим дека клиничката слика и тежината на клиничката слика не е различна помеѓу нив. Единствена што може би разлика е во трансмисибилноста. Некои самата мутација им дозволува со полесен афинитет да се врзе за клеточниот рецептор и оттаму полесно да се фати вирусната болест. А дека во исходот, мислам дека не игра улога. Може би, ако се внесе поголема количина на вирус, благодарение на таа полесна трансмисибилност, да болеста побрзо излезе на виделина од оној период на инкубација. Периодот на инкубација се знае. Вуханскиот сој во просек имаше 5,5 до 7,7 дена. Британскиот има од 3 до 5 дена, најчесто. Единствената разлика може би било во тоа и од оние објави по научни списанија не значи дека имуниот одговор или имунитетот кој што е стекнат од претходна зараза, дека го не постои, го нема или имуниот систем не е моќен против тие нови мутации. Може би само опсегот или обемот на имун одговор да биде послаб за разлика од претходната мутација со која бил соочен организмот. Во поглед на вакцинацијата, доктор Аврамовски нагласува дека сите вакцини се безбедни. Генерално вакцините се далеку побезбедни, неголи природното прележување на вирусот, зависно за која популација на луѓе зборуваме, дали е тоа популација над 60 години, се разбира дека за нив, или за некоја друга ризична популација, особено популација која што има нарушена мобилност, тоест физички инактивна или има обезност, или пак некои други хронични, посериозни состојби болести, нив би им се дало приоритет. Генерално сите вакцини се безбедни, барем до сега од светското искуство. Ефектот на вакцините е различен во поглед на превенција од појава на симптоми. Највисоко ниво имаат Pfizer и Sputnik V, а другите горе-доле се исто така ефикасни. Инаку вакцинацијата против COVID-19 во нашата држава се одвива непречено во сите пунктови низ државата, а граѓаните моментално се вакцинираат со достапните вакцини.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!